Господи Исусе Христе, ја озвучуваме оваа книга Гимназиум од Тихомир Стојановски, или Како ја размножувавме умноста, издадена Скопје, Македонија 2003, тогаш едицијата се нарекуваше Лицеум, денеска се нарекува Свети Дух, односно Крвта Исусова. Текстовите се објавени во лик во весникот Нова Македонија од 27 февруари 1999, значи повеќе од четврт век, до 21.3.2001 година и во списанието на Матицата на иселениците Македонија. Последните три текста се објавени во списанието Комплетна, и тоа се текстови кои отвораа некои забранети теми во македонската историска приказна, кои се и денес актуелни, како што гледаме, ми се јавуваат некои луѓе ме прашуваат која е таа книга, зошто, и така, и ова се последните три текста. 210 страна, споменот на љубовта. Царот клекна. Заграби грз земја, ја приближи до носниците. Мирисаше на темјан изовриено вино. Се издиша. Жрецот му го фати погледот, како ја обљубува со очите, како ја милува со погледот, како пие румено вино од медните усти на завештаната мома на Диониса. Беа Дионисовите слави и прослави. Беше големиот денонос кога се бере грозјето, кога се пие проклокотено вино, кога се пеат пеаните, се играат завештаните ора од свештенослужителките на македонскиот бог. Филип II, македонскиот цар, беше дојден на мистериите. Веселби какви што им доликуваат на македонците, па по тоа се познати и денеска. Немој да пееш, немој да играш, немој да свириш, ке те надпеат, надиграат и надсвират. Зурли, тапани, навли и кавали, пиштеше. Пеанот го ведат жените. Со распуштени коси, накитени со лозови лисја, играат стамени ора меѓу земјата и небесата и пееа песни за благост и плодородие. Босите нозе меко редеа по мајката земја, ситно, полно со страст и убос древно македонско оро. Белите колена, румените лица на македонките, стапалата кои меко подскокнуваат под земјата, најличната од нив, предводникот на Дионисијата со сјај во длабоките очи, го пронижа македонскиот цар. Се викаше Олимпијада, Олимпија. Мина како Артемидина срна до него толку блиско, што и го помири со здивот и ја сети снагата, му затрепери душата, нешто го пронижа, го ботна во срцето. Филип затрепери. Морници по силното тело, таа се тресе во ритамот на тапанот и лета, го несе орото чиниш лебди меѓу тоа небо и таа македонска земја. Филип клекна, се свитка кон мајката земја, грст стави во дланката, ја помириса, посака да ја прегрне сета. Парменион го подкрена, помисли дека му се стурило од виното, потоа созреа, му светна. Жрецот го погледна прекорно македонскиот цар. Олимпијада се заврта, ја сети сласта на царскиот поглед, мина преку неговото срце. Затрепери. Потоа свештенослужителот го праша Диониса дали му е дадено на Филип II, царот на македонците, да ја побара, да ја земе, да ја стори царска македонска невеста, завештаната Олимпијада. Дионис ја погледна мајка му Семела, таа се насмевна како што се смее жена која се разбира во љубовта. И му даде знак на жрецот, еден грозд од високата лозница се откина и тресна на земјата. За чудо, не се одрени ниту едно зрно, остана како што си беше на дрвото. Јадар, сочен, пурпурен. Гроздот, благ, блажение, Божиот знак на Диониса. Ја крена на македонскиот Доријан на кончето. Долго јаваа по жлто-златното поле на кај царската престолнина Пела. Беше жежок есенски ден. Штурците пееа, мирисаше на прав земја и жито. Го беше опфатила околу половината, прегрнала. Го допираше со градите по грбот. Беа споени како едно во тркот на кончето. Потоа касот успори, Филип се заврте со лицето ко Олимпијада и ја бакна.
Конјот продолжи да се движи на кај пела по житницата. Потоа застана, сети дека се случува нешто на неговиот силен грб. Дреите паѓаа по житното поле. И ја погали косата, таа го допре по образот, се црви, порумене. Дишеа како едно, потоа полека им се допреа усните, меко, благо, како кога се сетува нешто долго очекувано со страст. Усните пие од сласта, жегата и топлото, испотено тело на кончето. Се испреплетоа 3 тела. Првпат ја позема на кончето. Ветрот го лулееше житото низ полето пред пела. Кончето застана под едно високо дабово дрво. Се свлечкаа долу, не испагајки си од преградка. Филип ја посла својата царска хламида наметка, мирисаше на полски цвекиња и мајчина душица. Не сетија дека патувале во сонот така во таа блажена преградка. Поле со жито, расен конј, даб кој вишнее и љубовна сладост. Дионис и Семела знаеа дека ќе биде родението на Александра. Тивко ги милуваше доаѓањето на вечерта. Свадбата беше по стар македонски адет, со мечот се расекуваше погачата, младоженците седнати еден наспроти друг каснуваа секој од својата половина на лепчето, потоа ја разменуваа со љубениот. Потоа од пито со црвено вино прв пивнуваше Филип, младоженецот, потоа од истото грло и таа Олимпијада невестата. Потоа се бакнуваа. Интересно, од денеска во македонските православни цркви слични адети има. Бакнежот траеше долго, не можеа да се разделат и дури тогаш се фаќаа пеаните, ората, стапките и тапаните. Македонците воскликнаа, музиката се крена кон небесата. Филип на својата љубена и дари една лубеница. Ја преполови со мечот, налеа во неа мед и вино и црпеа од питосите. Потоа се бакнуваа, се милуваа, телата им се спојуваа. Олимпијада му ги пееше Дионисовите химни, му ги бакнуваше лузните на македонските битки, испишани по телото на македонскиот цар. Му даруваше благост. 3 дена не излегуваа од царските двери, потоа му јавија на Филипа дека Македонија е нападната и излета го понесе некоја веда во една од македонските победи. Од таа љубов се роди Александар Македонецот кој го слават сите раси, вери и религии. Печат со лик на лав му беше даден од Херакле, Артемидиниот храм во Ефес изгорот и во него имаше одучењето за огнот. Конјот на Филип победи во Олимпијот и не може да биде победен во ниту една битка. Така запишала историјата. Така Господ Бог, Таткото и Исус Христос сакале да биде. Олимпијада никогаш не ја заборави жешката македонска житница, каде на грбот на кончето му ја подаде својата рамна снага убава на македонскиот цар. Го чуваше тој сладок спомен во најскриеното катче на нејзиното срце. Како нешто кое ве крепи, лекува и подмладува за нови верби и подвизи, не може да се живее без љубов, без споменот за љубовта. Ја озвучуваме оваа книга, 214 страна за Солунскиот сон. Ми се јави еден човек на телефонот и ми зборуваше на растреперен англиски, рече дека нема да има проблем за на фестивалот. Одпрвен помислив дека се јавуваат од Барселона, потоа узнав дека зборувам со Солун. И потоа ни ја пуштија програмата на фестивалот 4 International Panorama of Independent Filmmakers Fort, на кој пишуваше дека Бакни го сонцето се надпреварува во официјална конкуренција за награди како единствен филм од Македонија. Недалеку од античкото светилиште, таму, во Аргатико центарот, работнички центар, во срцето на градот одеше еден македонски филм. Очевиците рекоа дека ова е трет филм во Република Грција, кој се прикажува во Солун, трет филм од Македонија после Прашина и пред дождот на Милчо Манчевски, еве дојде редот и на Бакни го сонцето, на МРТВ и скрби утеха. Трета среќа, рече еден од очевиците, со бакнувањето. Над Аргатико се наоѓа поранешната турска управа, сега Министерство за Македонија и Тракија. На челото на зградата се насмевнува Александар. Долу се отвара мирисот на белото море,
Ако тргнете по улицата Аристотел до плоштадот со истото име, од левата страна ќе ве повика Беаскуле, белата кула, како што ја нарекле грците македонците. Некои ја нарекуваат крвна кула. На улицата Аристотел број 32 се прикажуваше филмот во работничкиот центар на Тесалоника, царската керка убавицата, по сестрима на Александра, чедо на Филипа. Не дочека благородното лице на Панајотис Ционидис, директорот душата на Солунскиот фестивал, збор 2 за расизмот, за човековите права, за тоа дека половина свет нема доволно храна за децата. Се разбравме како соседи и луѓе по стапките на Аристотел. Отидовме да не мине скрпта по Беаскуле. Не повика еден во униформа да влеземе, ни објаснуваше дека влезот е слободен. Горе на кулата капки несени од морскиот ветер, ни го солат с дивот. Македонската занда на каде се положени македонските коски во темелите, каде коските ги имаат оставено многумина од македонците. Проекциите течеја по утврден ред од 17 до после 24 часот. Недела дена документарни филмски проекции од речиси цел свет. Македонскиот филм одеше околу 19 часот по грчко време. Бевме присутни тројца од екипата на продукцијата Дион Прискрби утеха, режисерот Владе Денчов, продуцентот Игор Стојановски, сценаристот и еден од актерите, авторот на овие редови. И се случи грешка. Наместо нашиот филм одеше некој материјал од Охридско лето, реагиравме веднаш и го отиде во хотелот и ја донесе резервната копија, потоа тргна деноносијата. Сонот на Едмун Сотир, македонец од село Лескаво Преспа во Албанија, во кој се среќаваат Александар Македонски, апостолот Павле и првата христијанка во Европа Лидија и еден Самоилов војник. Тоа е 4ти фестивал на Бакни го сонцето после Црнагора, Босна, Чешка, еве сега и во Солунско. Не е лесно да се пушти ваков филм во Република Грција. За слободата на Солунскиот фестивал треба да му се честита на Панајотис Ционидис, директорот на истиот. На крајот на фестивалот има јуриш на македонската фаланга со учениците од гимназијата во Пустецин. Едном вели еден ден Македонија повторно ќе биде едно. Мечот излезе од утробата на земјата, една рака го позема, потоа тргна деноносијата, стар македонски адет за помирување. Се сретна апостолот Павле, царот Александар Македонски. Лидија се претвори во пиле и летна, окото на Самоиловиот војник се исцели и тргна налетот на фалангата. Страшна сила која ве смрзнува. Едмун се буди од сонот со репликата еден ден, повторно Македонија ќе биде едно сигурно. Во Исусовото време, во Аргатикот тишина која земне, излеговме надвор на Солунскиот морски воздух. Штета што МРТВ не испрати екипа сето тоа да го документира како што доликува. Ноќта ја сонував за Бакни го сонцето, има многу да се види, можете да го видите на YouTube, на Тихомир Стојановски, побарајте. Ноќта ја сонував Тесалоника, со долга руса и разлулеана коса играше древни македонски ора и пееше песни за недофатната љубов. Со тровки бакнување на медните усти на царската Филипова керка, Александровата посестрима. Ми подаде бокалче мал питос со древно македонско вино, ме бакна со царската страст. Убост, медното вино и усните на македонката. Се разбудив од солунскиот сон. Ветрот ја нишкаше завесата од балконот во хотелот Олимпија. Во думите се уште ме милуваше распуштената коса на царската македонска принцеза. На соседниот балкон една солунчанка димеше од цигарата во нокницата. Ме вида и се тргна, како исплашена препелица, ме расони, ме врати во јавето. Утрината отидовме до Отоманската банка. Внатре положивме свелж од цвеќе за македонските солунски атентатори. Беше урната до темел од македонците. Денес е музичка академија. Бевме и во црквата Свети Димитрија, пред моштите круната на светецот кој е заштити на градот, и на улицата Мирка Гинова во Солун во Тесалоника. Беше тоа една културна размена меѓу две соседни земји, меѓу едната и другата Македонија. Треба да живееме како нормални и цивилизирани суштества.
Доволно беа македонските војни. Канцеларијата за врски на Хеленската република не направи никакви пречки за слободен проток на културна размена. Не издаде визи како што е ред. Може би изгрева новото сонце над Солунското поле. Знаете, има доста луѓе кои им е забрането да влегуваат во Грција заради културни активности. Мене ми е забрането да влегувам во Пиринска Македонија. Одржав еден говор за мир, да се измириме, да ги отвориме границите на председателот Радев. И тие ми забранија да влегувам, замислете. Која сатанска примитивност, кое тесно срце и тврдо срце. Заминуваме за републиката, зад нас ги оставаме Пела, Дион, Олим, Кутлеш, Вергина и нам, кои нам ни се дел од историјата и прекрасната и прелесна Тесалоника. Штом клепките ќе ми ги препокријат очите, пред мене се појавува со сета рамна снага убава, насмеаното, прелесно лице и размрсената коса на Тесалоника. Пивнувам румено вино од сладките усни на македонката. Бакни го сонцето. Бакни го сонцето, Македонио. Само љубовта и вербата во Господ Исус Христос не умираат. Живеат вечно. И солениот ветер на белото Исусово море. Знаете, велиш дека си христијанин, па по истата деноминација, православен, а им правиш проблем на македонците, не ги признаваш. Падете, какво е тоа христијанство? Нели ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите? Ако се љубите меѓу себе, јас ги прашувам македонските и бугарските политичари и сите други на македонскиот полуостров, имате ли вие љубов меѓу себе? Нели знаете дека Македонија му припаѓа на Господ Исус Христос и еден ден ќе одговарате? Ќе одговарате. Не само за делата, за секој лош изговорен збор. Ја озвучуваме оваа книга, ова е последната глава за македонскиот измирски сон. Кога бевме на фестивалот во Измир, тогаш втор пат ја прекршивме реката. Автобусот сопре, патниците на мерници излегоа, ние тројцата ги собувме чевлите и ја прегазивме реката. Се работеше за славниот граник, за денешен Еникој, таму на кај Анадолија, првата река која на Александар му е дарувала победата. Така барем пишува во историјата дека Александар и македонците првата битка ја фатиле на таа река со персијанците на Дари третиот. Излеговме на другиот брег, патниците не гледаа со чудење, потоа откако им кажавме дека сме од Македонија се насмевна, рекоа само Искендер, а зиското име за Александар и не гледаа со воскит и чудење. На македонскиот цар му се јави ангел во сонот и му предскажа дека градот и по 2000 Божји години ќе биде свето место. Таму каде го возобнови Артемидиниот опожарен храм во блескавиот Ефес, таму каде изгоре храмот ноќта кога бидна неговото родение, тогаш и за секогаш. Утрото пред Орфеј да го поздрави јасното сонце, ја построи фалангата и ги замоли да запеат молбен пеан за смирување. Маколе, земјоле, водоле, душоле, неболе, силоле, огнуле, гориме, смирнение нек биде. Се најажив, ме полазија трпки. Некаков немир ми приде едно чупи ми даруваше статуетка на Божица. Ефес ми рече. Покаж за очите таму во удолот, во надолот, во Анадолија. Во удолницата беше тоа копија на Артемида, висока, бела, горда и стројна, чини живее во белината на мермерот. Татни. Првим помислив дека ја пронајдов Божицата Тиха, мојата именителка, или некоја древна Артемида. Сепак на преминот од матриархатот во патриархатот, од периодот кога владеја жените до денешните состојби на мајката земја, беше култот кон божиците. Древно македонска митологија, Артемида, Тиха, Изида, Деметра, Божицата Мако, Тито, големата мајка. Денес е тоа во православието и во католицизмот влезено. Култ кон Богородица. По Светото писмо не пишува да се слави таа. Беше Рамазан, се постеше во Турција. Одевме на нашиот 5-ти фестивал со филмот Бакни го сонцето, на интернационалниот фестивал во Измир, по потрага по смирнението. Таму,
во удолот на Анадолија, во Измир. Интересно, македонското име е многу слично, Смирна, да се подсмириш. Мирот свој ви го давам, вели Господ Исус Христос. Филмот одекна. Штамата траеше цел век. Теко ќе одеше тој последна сцена, јуришот на фалангата и имаше некои сцени. И вака станување во Сараево. Вика, што е ова? Во Сараево. Во Солон исто беше штама, во Оргатико центарот, тогаш ме фати страв да правам да признам, зашто гледавме ни пушта на телевизија, претходно неколку дена држаше Виножито конгрес и дојдоа едни типови да ги тепаат, фрлаа по милицијата со столици, со шишиња. А потоа одеше тој филм. Знаете. Таму во удолот на Анадолија одекна, штамата траеше цел век, потоа одговаравме на прашањата. Ние од продукцијата Дион прискрби утеха. Знаеме ние кои се македонците, рече еден човек, професор на Истанбулската филмска школа. Знаеме. Александар, како го велите, голем или македонец, ни раскажува Јашар Далгис, опитал еден свој другар во Италија. Не ме прашувај политика, му одговорил другарот, кога се спомне Македонија, тоа е политика. Кога требаше да одиме во Солун да играме представа, има ли политика во представата? А нема, реков само Македонија. Македонија е политика. Не е политика, Македонија е духовна категорија. Се смееме сладко. Историјата треба да не сближува, не да не намразува. На пресконференцијата на фестивалот се зборуваше на македонски јазик. Няма таков јазик, охи македонци, кукуноне македонци. Во преводот ни помогнаа македонците од Мениса, Джевдет Џомер и Музафер Џулсију, кои овде се од Боледин, зад мене во Мавро. Друмуваме со нивниот автомобил на Ефес, татни музиката, 9 ни зурли свиреа, 10 тапани чукаа. Запеавме пеани, си отворивме душата. Потоа бевме горе на Ефес, таму во сонот на македонскиот цар, денес како ја нарекуваат куќа на мајка Богородица. Ете, Библијата вели дека славата, царството, силата се на Исус Христос. Не и се, и така сме заспале. Ние 7 души човечки. Се разбудивме по 150 години или по 2000 години. Можевме да го доживееме македонскиот сон. Заспавме онаа вечер, кога не построи Александар и ни зборуваше дека тука по Ефес по 2000 Божи години ќе биде свето место и би домот на мајката Божја, како што велат тие Богородица. Али Светото писмо вели, он не роди по своја волја преку словото на вистината. Таткото небесен. Се разбудивме. Пишува дека на небесата нема да има ни машко, ни женско, тие се како ангели. Нема полови горе. Се разбудивме. Местото на кое се имаат успано македонците е токму пред нас. Слава ти, Господи Исусе Христе. Така Ефес и домот на Богородица се еден на друг, вишнеат во некаква древна светост и тихување. Суштествуваат во македонскиот сон, во сонот на Александра. Ова приказна ни ја раскажаат Джевдет и Музафер. Јас само ја толкувам сторијата. Палиме свеки, се замиваме со светата вода и оставаме по некоја молба во домот на Богородица. Потоа драмуваме до Ефес, до храмот на Артемида. Потоа пиевме артемидино вино и пеевме пеанија на зајди сонцето. На фестивалот беа прикажани преку 150 филма од 22 земји. Нам, покрај германците и иранците, ни беше дадена честа да снимиме 4-минутен филм за љубовта во Измир. Снимател беше едно убаво чупе, Селам Јаисли од Измирската академија. Филмот го нарековме Јано Мори. Тројцата тука, на брегот на морето, ја пееме Јано Мори од 3 гласа со Игор, Владо Денчов, Игор Стојановски, Тихомир Стојановски. Скрб и утеха. Се разбира, не се може без македонската песна и насмевка на снимателката. Во Истанбул, во археолошкиот музеј е положен саркофагот на Александар и тоа беше дел од нашата културна мисија. Повторно го прегазивме еникој, поранешниот граник. Тоа не му успеа на Александар. За жал, не им појде тоа од рака на многумина од македонците. Се имаат послано по светот со својата македонска верба. Не пречека муграта црвената зора на Босфор меѓу Бургас и Стамбул. На фестивалот оставивме дел од својата љубов и посвета. И 9 зурли и 10 тапани кои свиреа и чукаа, заедно со прановите на Посејдон, блиску до белото македонското море.
Беше тоа уште едно бакнување на сонцето, овој пат во Измир, Турција, на тамошниот филмски фестивал. Потоа го читам Нострадамус, ќе дојдат 3 мина од светата земја во градот на смирнението и ќе започне новата вера. Видете, ќе видите, ќе кажете нешто и ќе се материализира после. И разбирате што значи тоа. Како може да се бакне сонцето, не опитаа. Насмевки. Затворете ги клепките и обидете се. Се работи за нешто убаво, за бакнувањето, и Господ Исус Христос нека ве варди од зло. Ние зборуваме, како Аристотел, дека уметноста, Дионисовите слави не се за да се научат обредите, туку да се соедините со Господ, да бидете еден дух со Него. Исус вели да бидеме Неговата црква, една единствена, каде што тој е пастир. Е духовно заедништво, еден дух и едно тело со Него. Господ не живее во ракотморни храмови, треба да живее во твоето срце. Да го бакнеш сонцето значи да бидеш светлина на светот, да добиеш свет целив исцелување во Господ Исус Христос и да се претопиш во вечната љубов. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус, Господ Исус Христос, во Македонија, македонците и сите на Македонскиот полуостров, ја оставам оваа книга, ја завршувам. Ете, тоа се тие битки пред 25 години. За жал, не се научени лекциите. Македонија претрпе многу порази заради телесни работи. Не можете да го победите овој сатански свет без Господ Исус Христос и силата Негова од десната страна да бидете заедно со Него, да ви живее во срцето. Мир вам до Царството Божјо. Но ќе се скратат дните на страдање заради избраните, оние што избрале да се молат. Македонија му припаѓа на Господ Исус Христос и тоа треба да го разбереме. И секој ќе одговара за своите дела, нели? И по зборовите ќе бидете исто така осудени и оправдани, така да сето ова негирање на Македонија и македонците не е наарно и затоа тргнав да зборувам за мир на Македонскиот полуостров и тоа му го пренесов на председателот Радев и тие ми забранија влез во Бугарија. Па знаете како им рече апостол Павле на израелците, крвта ваша на главите ваши, одам јас кај тие што имаат отворено срце за Господ Исус Христос. Амин.